Како што и најавивме, во вторник на 30 во 17 часот и 30 минути играат девојките на Наколски волеј во големото женско финале од одбојкарскиот куп на Македонија, Наколски волеј Работнички Скопје. Изумив да кажам, уште еднаш ќе повторам, дека за завршните надпревари од одбојкарскиот куп на Македонија, сите оние кои што ќе бидат присутни, дел од продадените средствата од продадените карти ќе одат за лекување на струмичкиот спортист Томе Јанев, на кого му се потребни средства за лекување во Русија. Наколски, претпоставам дека го знаат и овој податок дека дел од продадените средства од ќе заминат така и Томе за негово лекување, тоа нека биде еден покани од вашиот клуб за Секако. Ние покажавме многу пати досега дека нашиот клуб е член и е секогаш добре дојден во делот на каде што треба се помага, дали за некои спортисти, дали за некои издруженија. Така да и ова прилика исто и овај спектакл, да кажеме, каде што ќе биде испратен од нашите струмичани. Близниците кои ќе бидат по цена од 100 денари, ќе бидат дел од наменети за нашиот сограѓанин. Се надевам дека на некој начин ќе помогнеме и допринесеме да нашиот сограѓанин побрзо закрепне. Така е. Значи да помогнеме на Томе Јане во вторник на 30 во салата Парка, но и да ги бодриме девојките на Наколски волеј и Џио Струмица. Наколски успеа да дојде до историја, би рекол, во своето клубско постоење, големо финале од одбојкарски куп на Македонија. Размислувавте ли на стартот оваа сезона? Добро, да кажем, да бидам реален дека оваа година нашата цел беше полуфинале да стигнеме во плејофот, исто и во купот, но знаејќи дека прошлата сезона за малку не избега финалето, ова година со, да кажем, и со мала среќа, спортска среќа, во полуфиналето за противник го добивме екипата на Пелистер, која евидентно и очигледно е послаб противник и успеавме да стигнеме до финалето. И сега во финалето, каде што не очекува екипата на Работнички Скопје, која оваа година има одиграно неколку надпревари, добри надпревари, каде што еве и последната пред 2 недели, 3 недели кај нас во нашиот град, изгубивме со 3-2, но со една подобра игра, со поддршка на струмичани, се надевам дека конечно оваа година ќе направиме чекор напред што се однесува победите над скопските екипи на Работнички и се надевам дека во право време нашите девојки ќе го дадат својот максимум и ќе успееме да додеме до долго посекованата титула во сениорска конкуренција, која за, да кажем, за едно многу краток период нашиот клуб стигна до едно ниво, високо ниво, највисоко ниво во Македонија, да кажеме. И морам да напоменам дека тие исти девојки кои со години прво беа кадетски шампиони, младински шампиони и сега конечно стигна да крунисат својата работа и во сениорска конкуренција. Така, Наколски не само оној последен меч кој што го одигравте со Работнички Скопје. Секогаш мечевите со овој тим биле тешки, исцрпувачки и одлучувале нијанси. Малку недостасувало секогаш да го заврате резултатот Наколски волеј во своја корист. Вторник, 30 април, во салата Парк, со поддршка на публиката од салата Парк, може ли да се случи тие мали нијанси со поддршка од публиката да се надминат и конечно Работнички Скопје да добие еден удар и тоа во завршницата од куп на преврување? Секако, имаме големи шанси. Затоа што ние нашата форма ја темперавме за овој период и девојките се на едно највисоко ниво моментално од оваа сезона. И се надевам дека со својот даден максимум ние конечно ќе ga прескокнеме и таа една скала и да дојдеме до победа на Работнички. И да кажем друга предност што ќе биде сигурно струмичката публика која не сумневам дека ќе дојдат во многу голем број и покрај тоа што ќе ни помогнат и ќе покажеме дека конечно веќе одбојката и во женска конкуренција полека го добиваме приматот и во Струмица покрај машката која што веќе со години првак на Македонија е во врхот. Знаеме дека и машката репрезентација е 80% од Струмица, се надевам дека истиот примат ќе го додадеме и во женска категорија. Ова е надпревар во кој што нема поправен дефинитивно, ќе го дадете максимумот, но испишавте историја и во шампионатот. Полуфинале пошувате да играте во плейоф, завршницата од шампионатот, ако не се лажам, не е Работнички Скопје, туку Работнички жени ќе бидат. Не, исто сме со Работнички Скопје. Значи оваа година ние пишеме да играме сигурно 10 утакмици најмалку. Да кажем дека добро соработуваме со овој клуб. Имавме доста
пријателски надпревари, се познаваме добро. Покрај тоа што ете сега имаат една предност затоа што они се појачија со една интернационалка од Србија, кој е добар играч. И да кажем дека таа девојка ете ја прави малата предност што има работнички, но секако јас не сумневам никако во моите девојки кои се најспремни, можам да кажам најспремни во Македонија. Сега проблемот е тоа што се уште млади, Така. не фали некој искуство, уште некоја година, две и да го држиме веќе нивото, да може да се бориме секоја година за титула. Добар дел од девојките во сениорскиот состав, рековте дека сте најмлади, настапуваат паралелно и во младинскиот, кадетскиот. Како стоите? Дали овој пример го следат и останатите категории? И пионерски, да кажеме дека имаме една девојче Марија Пекетова која игра во пионерска, кадетска, младинска, сениорска. И ние сме стварно пример за сите и да кажем дека во последните 4 години сите клубови се огледа на нас, на кој начин работиме, како ствараме, како напредуваме и каде и да одиме, значи за сите екипи, за сите спортски работници сме пример. Како треба се работи, пред се мораме да улагаме многу во младите категории. Морам да напоменам дека и младите категории ова година во сите категории сме стигнали до Final Four. Во сите самата завршници ви се насмевнуваат титулите и во младинска, кадетска, пионерска конкуренција. И во сениорска исто. Значи единствен клуб во Македонија сме каде што во сите категории сме на завршници. Така. Во вторник, дали ќе го оправдаме епитетот Струмица најодбојкарски град? Не се сомневам во тоа никако. Знам дека ќе биде полна сала, како што досега не е била полна во последните неколку години. Знаеме дека има некоја апатија во нашите градски спортови, но се надевам дека сега ете ќе покажеме дека сме спортски град, одбојкарски град и полека приматот да го привлечуваме овде. Се надевам дека што видовме во последните 5-6 години што се дешава во нашата репрезентација кога игра во Скопје, значи немаме ни 200 луѓе, а кај нас на мојата утакмица на пример во првенствено, значи ние имаме повеќе луѓе на првенствена утакмица Наковски волеј кога игра дома него на репрезентација во Скопје. И се надевам дека ете и полека и репрезентацијата ќе ја привлечеме да се врати во Струмица и да се одигруваат сите утакмици во Струмица. И дај Боже од косторот на Наковски волеј да видиме сениорски репрезентативки на Македонија. Секако во план сме од ова година да почне сениорската репрезентација женска, да почне да се надпреварува во некој турнирски систем за почеток од оваа година, од следната година веќе да пријаваме квалификации. И се надевам дека доста девојки, како што се во јуниорските селекции, каде што имаме многу девојчиња кои се дел од репрезентациите, се надевам дека и сениорскиот костор ќе биде исто од Струмица. Наковски, јас те благодарам, стрикни празници, многу успех на завршницата на пребарувањето во купот во вторник, 17 часот 30 минути. Наковски волеј, работнички Скопје. Покана ова нека биде и од нас, од екипата на Канал Вис, информативната редакција. Во вторник да бидеме присутни во салата парк, да ја покажеме нашата хуманост, да помогнеме на Томе Јанев, но и да ги бодриме и девојките на Наковски волеј и одбекарите на Џио Струмица.